Не биле виновни министрите и власта што Стејт департментот ја опишува Македонија како земја во која не може да се води бизнис заради големата корупција. Лошата слика на државата во очите на светот, според премиерот, ја создавале обичните службеници и шалтерски работници. Иако оваа влада има посебен вице-премиер за борба со корупција, сепак Заев нема да побаре одговорност од Николовски. Отиде статуците биле нотирани во третиот ешалон, а не меѓу првите луѓе. Никаде во највисокиот ешалон, па дури во вториот ешалон не е препознаена корупција. Значи таа не е пронајдена кај министрите, кај директорите, пронајдена е по анализата, токму системски тоа значи, во делот на административното функционирање на јавните институции. И затоа поставивме ние подпредседател на влада, меѓу другото задолжен за борба против криминалот и корупцијата. Додека Заев се правда за уште еден лош извештај, во кој Македонија е посочена како лош пример за бизнис, високо ниво на корупција, нерегуларности во владење на правото. Од опозицијската ВМРО ДПМН посочуваат дека овој извештај на Стејт департментот го потврдува фактот дека во последните 4 години владење на СРСМ и ДУИ не може да се забележи некој посериозен и позначаен исчекор во реформата на правосудниот систем и јавната администрација. Продуктивна, ефикасна и високо конкурентна економија може да се создаде единствено преку деполитизација на правосудството и администрацијата и креирање на соодветни услови во прилог на барањата на бизнис заедницата, што за жал оваа владина коалиција во изминатите 4 години не успеа да го направи. Инаку, во загрижувачкиот извештај објавен од Стејт департментот, покрај корупцијата се потенцираат повеќе аномалии како злоупотреба на скратени постапки, конфликт на интереси при јавните набавки, селективно правосудство, поткупот и корупцијата на јавните функционери. Корупцијата е постојан проблем за водење бизнис во Македонија. Земјата има комплексна регулаторна средина со чести регулаторни и законски измени, кои креираат непредвидлива средина за бизнис која води до корупција. Владата генерално го спроведува законот, но има бројни извештаи дека некои функционери и натаму се вклучени во коруптивни активности. Инаку, во делот за корупцијата, Стејт департментот се повикува на Transparency International и при тоа нагласува дека оваа организација ја рангираше Македонија на 111-тото место од вкупно 180 земји во индексот за перцепција на корупцијата во 2020 година.